денес ке гледате. Инспектори на Обединетите нации пристигнаа во нуклеарката Запорожје во мисија да спречат нуклеарна катастрофа. Контролата на оружјето во САД централна тема 2 месеца пред конгресните избори. Вечер во Бајден со телевизиско обраќање од Филаделфија. И 1 година од повлекувањето на САД од Авганистан. Поранешни генерали сметаа дека тоа беше погрешен потек. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Џо Бајден вечерва од Филаделфија ќе има телевизиско обраќање при кое ќе зборува за заканата за правата и слободите во државата. Говорот доаѓа 2 месеца пред конгресните избори во ноември и во време на истрага против поранешниот председател Доналд Трамп за несоодветно постапување со класифицирани документи. Бајден ќе го истакне проблемот со насилството со оружје и неговите напори за зголемена контрола. Гласот на Америка јавува од Тенеси за тамошните прописи за поседување оружја. Незината облека се уште е во кошничката каде што ја оставила пред 1 година. Незината соба изгледа исто, но неа ја нема. Секогаш кога нешто ќе пресметам, се прашувам зошто го правам тоа, дали да го направам тоа. 17-годишната керка на Джеси Кенеди, Габриел, била застрелана и убиена од незиниот очов, која убил и незината мајка, поранешната сопруга на Кенеди, пред самиот да си го одземе животот. Кенеди е поранешен полицаец, поседува пиштоли и не поддржува тие да се направат противзаконски. Јас цврсто верувам дека единствениот начин да се запре лошиот е со оружје. Добрите треба да имаат оружје. Но тој мисли дека на некои луѓе треба да им се забрани да ги купат. Мислам дека не се навлегува доволно длабоко во проверката на нивната историја, особено кога се работи за огнено оружје од тој калибар. Мац Харпсо дошол во Тенеси да го прави она што не може да го прави дома. Ова е полуавтоматска пушка која е нелегална во неговата родна земја, Данска. Тоа е истиот тип на оружје користен при убиството на керката и поранешната сопруга на Джеси Кенеди, вклучувајќи го и оној во училиштето Увалде, Тексас, каде беа убиени 21 лице. На љубителите на оружје, како Харпсо, им се допаѓа моќта и употребливоста на ова оружје, што не притиска на рамото. Во јули, Данска го забележа првото масовно пукање во последните 7 години. Ретка појава што Харпсо ја припишува на строгите закони на неговата земја. Но тој сугерира дека САД треба да бараат обука со секој продаден пиштол. Мислам дека ова оружје е во ред. Има некои работи што загрижуваат, но воглавно мислам дека е во ред за рекреативна употреба, за лов. Целиот свој живот Тревис Мекрекен поседува пиштол. Тој негодува околу законите со кои се зголемуваат цените на муницијата и верува дека отворено носење на оружје го прави животот побезбеден. Мислам дека тоа одвраќа. Дава на знаење дека ако го ставам прстот во осилото, ќе бидам каснат него. Врховниот суд на САД се согласи и рече дека е право на секој да носи пиштол за самоодбрана. 2 дена подоцна, председателот Бајден потпиша закон за оружје со кој се прошируваат проверките за ментално здравје за купувачите помлади од 21 година. Не е јасно дали тие закони ќе ги спаселе најблиските на Кенеди. Мора да има нешто што е подобро од ова што го правиме во моментов. Дури и како собственик на оружје, тој поддржува некои промени. Бидејќи тоа што го правиме во моментов не функционира. А портпаролот за национална безбедност на Белата куќа Џон Кирби рече дека во наредните денови ќе има најава за нова помош за Украина покрај веќе ветените 13 милиарди долари од САД. А од денес тимот инспектори од Обединетите нации е подготвен за анализа на состојбата во нуклеарката Запорожје. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Гроси изјави за новинарите дека има зголемена воена активност, вклучително и утринава во близина на централата. Украина и Русија постојано се обвинуваат меѓусебно за гранатирање на областа во близина на електраната, најголемиот нуклеарен објект во Европа, воедно и клучниот извор за енергија на Украина. Од компанијата која ги надгледува украинските нуклеарни централи,
Вела дека руското гранатирање го навело системот за итна заштита на централата во Запорожје да затвори еден од нејзините реактори. Гроси рече дека очекува почетната работа на неговиот тим да трае неколку дена и дека се надева дека ќе се воспостави постојано присуство. Со оглед на тоа што нуклеарната централа е средевоена зона, светските лидери изразија стравување дека може да биде оштетена и да резултира со катастрофа како она во украинската централа во Чернобил во 86 година. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Жозеп Борел, во среата го повтори својот повик до Русија целосно да ја демилитаризира областа околу централата. И една година од повлекувањето на американските војници од Авганистан, останува прашањето дали тоа беше вистинскиот чекор. Гласот на Америка зборуваше со двајца поранешни генерали кои го надгледувале повлекувањето. Минатиот август, кога војската на САД го завршуваше повлекувањето од Авганистан, афганистанската војска падна како домино. Талибанските борци го заземаа Кабул, предизвикувајќи хаотична евакуација. Една година подоцна во ексклузивно заедничко интервју за Гласот на Америка. Двајцата последни команданти кои ги контролира американските трупи во регионот сега зборуваат што се искомплицира во Авганистан. Моје верување дека одлуката што ги предизвика трагичните настани минатиот август беше нашата одлука целосно да го напуштиме Авганистан. Таквата одлука беше поддржана од две председателства. Тимот на поранешниот председател Доналд Трамп го потпиша договорот со талибанците да се повлечат американските сили до мај 2021 година. И тимот на председателот Џо Бајден го спроведе договорот, продолжувајќи го рокот до 31 август. Не верувам дека моравме сите да ги повлечеме. Наместо тоа, пензионираниот генерал Франк Мекензи, кој го надгледуваше повлекувањето како командант на Централната команда на САД, и неговиот наследник, пензионираниот генерал Џозеф Вотел, сметаат дека најмалку 2500 американски трупи требале да останат за да ги одржат афганистанските сили во борбата. Тие се распадна и ја загубија желбата да се борат. 2500 трупи би ни дале можност да продолжиме да ги поддржуваме афганистанските воздушни сили. Председателот Бајден ја бранеше неговата одлука да ги повлече американските војници пред една година. Немаше да ја продолжам оваа војна за секогаш и да го одложувам повлекувањето за секогаш. Тие кои бараат трета деценија војна во Авганистан би ги прашал кој е главниот национален интерес. Според мене има само еден, а тоа е да осигураме дека Авганистан никогаш да не може да се користи како место од каде ќе се лансира напад на нашата држава. И тој се уште се држи до таа одлука, посочувајќи го неодамнешниот американски напад, при кој беше убиен лидерот на Ал-Каида Завахири, како доказ дека американската стратегија функционира. Им ветив на американските граѓани дека ќе продолжиме да спроведуваме ефикасни антитерористички операции во Авганистан и пошироко, само што го направивме тоа. Но двајцата генерали кои беа на чело на Централната команда на САД последниот квартал од 20-годишното присуство таму, вела дека собирањето разузнавачки информации за терористичките групи во Авганистан е само дел од тоа што било пред повлекувањето и сметаат од американците сега се помалку безбедни. Не верувам дека сме побезбедни како резултат на повлекувањето од Авганистан. Има многу што не знаеме за терористичките организации што останаа на терен. Имаме работа овде и не верувам дека сме постабилни или побезбедни сега. Мислам дека Авганистан е понестабилен како и целиот регион. 13 припадници на американската армија и најмалку 170 други загинаа во самоубиствен напад на Исламската држава во еден од последните денови од евакуацијата на САД. Тоа беше најсмртоносен ден за американските трупи во Авганистан за една деценија. За време на 2 недели беа евакуирани над 120.000 лица, но десетици илјади американски сојузници останаа таму. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.